Вести на Канал 8. Членовите на Аикидо клубот Нико не го одржаа планираниот тренинг затоа што не можеа да влезат во спортската сала во основното училиште Никола Карев. Бараат првиот човек на општината да помогне во решавањето на проблемот. Отиво спротивно, клубот ќе згасне. Членовите и раководството на Аикидо клубот Нико од Кочани не се откажуваат од намерата да продолжат со работи и тренинзи, без оглед што се соочија со затворање на вратите на спортската сала во основното училиште Никола Карев. Таков став изнесоа на договорниот состанок, што токму на 8 септември напладне се одржа во дворот на училиштето, а на кој се собраа само иницијативно, за како што рекоа да го разгледаат проблемот кој може да го згасне клубот. Граѓаните кои повеќе од една година тренираат аикидо или посетуваат часови по кардиофитнес, сметаат оти некој со за нив непозната намера им го наметнал проблемот, па освен тие и најмладите членови на клубот се оставени на улица. Јас сметам дека би требало да се најде некој решение, затоа што дечињата не смееме да ги оставиме на цедило. Млади деца тек почнуваат афирмација, имат добра со тренерот, благодарение на тренерот. Така да сметам дека треба да се најде некое решение. Мислам дека не е фер, особено за спорт, што го нема укочени и со големи број членови. Мислам дека у интерес на граѓаните, нели, салата е правена за користење од страна на граѓаните. Така да мислам, децата еве сите и мојата ќерка е многу разочарана. Во официјалното писмено известување што на последниот тренинг во петокот стигнало до раководството на Аикидо клубот, било побарано од почетокот на оваа недела да ги соберат реквизитите и да ги ослободат термините за вежбање. Салата ќе се користела за потребите на други колективни клубови што наскоро ќе се формирале. Во Нико реагираат што наместо продолжување на договорот за користење на салата добиле шут карта, со која сега се најдоа на улица. Очекуваат првиот човек на општината да помогне во решавањето на проблемот, а нанесената неправда ќе ја тераат и на суд. Ние ќе поведеме судската постапка и ќе тераме до крај. Сега ќе добиеме и оштета ќе бараме како и нашите членови. Меѓутоа проблемот е што нашите членови за тоа време дека трае рочиштево ќе бидат надвор. Ќе нема да вежбат, а греото затоа што Кочани почна да се враќаат луѓето по саливе. Се наполнија саливе, можете да видите од сите слики на Facebook и на секаде што се збори по градов. Има толку многу капацитет спортски во Кочани што е греото згаснува. Останаа деца на средина, значи на некои зелени појаси кои што за уште кратко време може да стигнат до црни. Гоцев смета дека неправедно е спортистите да останат на улица токму во моментот кога клубот започнал нормално да се развива и во него биле активни или се уште тренираат над 400 членови. Тој нема ништо против да се развиваат и други спортови во градот, за да можат младите да се активираат и да се отргнат од современите пороци. Отвараат клубови, тоа е позитивно, за поздрав. Нека собираат деца, ама да не плукаме по старова, да не ги затвараме стариве, затоа што Кочани има капацитет спортски и да се здружиме и да продолжиме. Вака и тоа што го има и тоа ќе замре. Во меѓувреме, луѓето од клубот успеале да го информираат градоначалникот Димитровски за состојбата во која се нашле, па дури неофицијално добиле и поддршка клубот да продолжи со работа во истата сала. Од Нико велат дека сега на потек е раководството на основното училиште Никола Карев, кое треба да го продолжи договорот за користење на салата, со термини за нормално одржување на тренинзите. Општина Кочани ги продолжи активностите за комплетирање на дел од улицата Стамен Манов во Ромското мало. Со проектот се доасфалтираше коловоз во должина од околу 150 метри. Градежна механизација и работници на фирмата Стоименов го докомплетираат кракот 2 од улицата Стамен Манов во Ромското мало. Најавите и планирањата дека тоа ќе се заврши уште лани беа пролонгирани, а од општината дури летово го објавија тендерот за избор на изведувач на изградбата. Активностите се продолжени на претходно започнатите работи за асфалтирање, што стартуваа уште пред 3 години. Претходно, поради конфигурацијата на теренот, беше изграден потпорен зид во должина од 90 и просечна височина од околу 2,5 метри. Сега моментално работиме на крак од 152 метра, ширина 5 метра. Значи поставени се вишњаци, тампон и денеска би требало да завршиме. Значи средствата се обезбедени од владата на Република Македонија, дел и дел од средства од буџетот на општина Кочани. Износот е околу 1.700.000 денара, 1,5 милиони се од буџетот на РМ, од владата на Република Македонија преку
програмата за финансирање декада на ромите, останатите средства се од општина Кочани. Освен во ромското маало, Илиевски вели дека општина Кочани ги продолжува активностите за изградба на улиците за кои беше земен кредитот од 1 милион евра од Светска банка. Градежните работи кај 10 улици се во различна фаза, што е условено од состојбата на теренот на кој се работи. Улицата Јанка Стоименова во насел Боризари е спремана за асфалтирање и во разговор со извидувачите таа некаде околу 20 септември треба да се асфалтира. Моментално на македонска 15 македонски разловечко во стание негде пола е тампонирана и спремана исто за асфалтирање, меѓутоа ќе се чека тие уедно да се асфалтират, да се спрема и разловечко и 15 македонски. На Пиринска се работи на подпорни зидови, на февруарски поход е отпочнано се работи атмосферска канализација и подпорни зидови. Според Илиевски, завршена е изградбата на подпорните зидови на улицата Димитрија Лазаров, каде останува да се изравни теренот и да се испита дали носивоста на земјиштето ќе одговара за асфалтирање, односно дали само да се тампонира или целосно да се извади земјата и да се стави подебел слој на тампон. Исто така, идната недела ќе започнат и работите за изградба на атмосферската канализација на улицата Пиринска. И покрај покачувањето на додатокот за згрижувачки семејства за 25% од страна на Министерството за труд и социјала, интересот за згрижување деца без родители и понатаму е многу слаб. Ланската година во Кочани се пријавиле 5, а годинава само едно такво семејство. Во Виница се само 3. Потребата е многу поголема, апелираат од центрите за социјални работи. Се повеќе лица имаат потреба од згрижување во семејства, а се помалку семејства се отворени за користење на овој вид социјална бенефиција. 6500 денари е надоместокот кој го добива едно семејство што ќе згрижи дете, а сумата може да биде и повисока до 8000 денари, во зависност од категоријата на згриженото лице, вели директорката на Центарот за социјални работи во Кочани Весна Даневска. И покрај зголемувањето на додатокот за згрижувачки семејства за 25% од страна на Министерството за труд и социјала, граѓаните и понатаму не се заинтересирани да згрижат дете без родители или со посебни потреби. Кај нас во Кочани такви семејства има 5 од лани и годинава плюс уште едно, вели Даневска, и додава дека долгорочна потребата за згрижување е секогаш неопходна. За жал, интересот е многу мал. Во Виница пак, засега такви згрижувачки семејства се евидентирани само 3. Согласно законот, во едно згрижувачко семејство може да бидат згрижени најмногу до 5 деца без родители или родителска грижа, до едно дете со воспитно-социјални проблеми и дете жртва на семејно насилство, до еден малолетник сторител на кривично дело или прекршок, до 2 лица со умерена тешка и длабока попреченост во менталниот развој и лице со трајна телесна попреченост, на кое му е потребно трајно згрижување и нега, до едно лице со најтешки пречки во менталниот развој и до 2 лица со трајна телесна попреченост и до 3 стари лица. Министерството за труд и социјала од ланската година воведе и нова бенефиција за пензионерите кои ги наполниле годините, меѓутоа од разни причини не користат пензија. За нив сумата е во висина на просечна плата доколку се одлучат да згрижат лица. Покрај зголемувањето на бенефициите за згрижување, Министерството за труд и социјала воведе и Pride програма, која е интернационално, светски признаена програма за едукација на згрижувачките семејства. Започната и кампања На секое дете му е потребно семејство, чија цел е подигање на свесноста кај граѓаните за значењето, важноста и хуманата димензија на згрижувачките семејства, со цел пак да се зголеми нивниот број и да се обезбеди поквалитетни услови за грижа на овие деца. Во Македонија се регистрирани 180 згрижувачки семејства, во кои се сместени 288 деца без родителска грижа. Општина Кочани го објави конкурсот за пријавување за изборот на Жетварска убавица 2015. Настанот е дел од културно-стопанската манифестација Денови на Кочанскиот ориз, а пријавувањето е до крајот на идната недела. И годинава во Кочани ќе се одржи традиционалниот избор на Жетварска убавица. Организаторот, Општина Кочани, веќе го распиша конкурсот за изборот, што е во рамките на 24-та поред манифестација Денови на Кочанскиот ориз 2015. Според пропозициите, на конкурсот може да се пријави секоја девојка од Општина Кочани, која има наполнето 15 години,
и е со предиспозиции за убавица. Според известувањето од организациониот одбор, изборот на жетварската убавица е значајна културна содржина од манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис и представува своевиден уметнички перформанс на кој е чест да се учествува. Вообичаено, за учесниците и победниците на изборот и годинава градоначалникот и бизнис секторот од општината ќе обезбедат пригодни подароци. За време на представувањето пред публиката и жири комисијата, девојките ќе бидат облечени во специјално подготвени креации за таа намена. Пријавувањето за избор на жетварска убавица ќе трае до петок 18 септември. Со оглед на релативно краткиот рок, организаторите ги повикуваат сите заинтересирани девојки благовремено да се пријават за изборот. Пониква атрактивна во сите периоди од годината. Најавена реализацијата на неколку проекти во следната половина декада. Хигиената и понатаму не е на завидно ниво. Првото паѓање на температурите и настапеното заладување го означија крајот на летната туристичка сезона. Но циганското лето на љубителите на планината, заклучно со овој продолжен празничен викенд, има возможи да уживаат во чистата и питома планинска идила. Планинарење, пешачење, адреналински спортови, како мотокрос, например, се дел од активностите што може да се практикуваат зависно од афинитетите и можностите. И во овие последни летни денови Пониква нуди одлични можности за забава, рекреација и спортување, оттаму не изненадува големата посетеност на Кочанската убавица. Интересот за градење викендички на Пониква од година во година беше се поголем, но сепак на овој туристички бисер му недостига поголем хотел. Еден таков, кој ќе го зголеми бројот на расположливи легла, но и ќе го подигне нивото на услуга, е веќе во изградба. Градоначалникот Димитровски неодамна изјави дека во моментов паралелно се работи на неколку проекти за Пониква, чија реализација беше претходно најавена. Веќе се добиени проектите за асфалтирање на дополнителни патишта овде, се работи на документацијата за изградба на езерцата Арамиска чешма, се работи документацијата на проширување на ски лифтовите и новите ски патеки, се работи на документацијата за паркинзи, се работи на документацијата за фекалната канализација. Сепак ова се подолгорочни планови. Прогнозите на локалните власти се дека набројаните проекти ќе се завршат за околу 5 до 6 години, кога се очекува Пониква да прерасне во летен и зимски туристички центар на Источна Македонија. Во овој крај и преку лето има многу туристи кои доаѓаат да берат разновидни шумски плодови и да уживаат во дебелата ладовина и преубавата гледка што се отвора кон сите 4 страни. Но и оваа слика е права на удар и веќе хронична. Иако вината веднаш се префрла на несовесните посетители, голем придонес кон расфрланиот смет покрај контейнерите имаат и коњите кои слободно галопираат или шетаат по планинските падини. Мојот астрален свет, мојата љубов му припаѓа на универзумот. Но тој универзум започнува со македонското звездено небо. Јас никогаш нема да се откажам од простите, едноставни образи на македонскиот селанец. Тие лица се како празник за мене. Тоа се зборови на уметничкиот гени Ѓорги Даневски, родом од Виница. Канал 8 ексклузивно со еден од најмаркантните светски уметници со македонско потекло. Тој е исклучителна личност. Врвен светски уметник, живее и работи во Торонто, Канада, а по потекло е од Виница. Не пречека во неговото ателие или поточно приватен интимен рај веднаш под Виничкото кале. Часовите летаат како минути. Ѓорги Даневски го насликал фреско живописот на македонската црква Свети Димитрија Солунски во градот Маркам близу Торонто, Канада. Стотиците ликови на светци, ангели и селани манифестираат радост и болка, љубов и омраза. Самото сликање на фреско живописот, како и резултатот, се славање на љубовта кон Бога, хуманоста и убавината. Ова е најголемо уметничко дело во Северна Америка. Сегменти од неговата уметност документирале CNN и National Geographic. Во моментов пишува 2 авторски книги, од кои едната е пред излегување од печат. Тоа е повеќе така една социолошко аналитска книга која низ кратки мисли со 40 до 50 мои скици, цртежи, треба да излегне при крајот на месецот, за неа толку. А едната книга тек ја пишувам,
за неја се издавачи интересираат, тоа е My Quantum Realism. Тоа е мојот нов реализам, како го творам и објаснувам. Но тоа не е довршено, пребе до краја на годината може ќе се завлече и за следната година. Даневски неодамна завршил мурал на околу 30 квадрати, што повторно е во контекстот на поствизантиското сликарство, за чиј реформатор се брои. За византиската вели дека е жива уметност што има своји историски периоди и бележи раст од нејзината службена примена да го илустрира Светото писмо пред науките верници, а во моментов работи и на својот Великден. Мурал завршив од 30 квадрати во едно семејство. Семејството се вика Клас. Тие се доктори по традиција, меѓутоа сега се финансиери и таму зборувам со една поетизирана слобода за имам една арома на малку на византиска уметност, таму има еден верски дел, ама има и многу радосен дел, животен дел од музика до небесни светови, до реални портрети, така да таму го интерпретирам мојот мурал како една слобода. А вие велите која е моја преокупација? Имам еден циклус кој не сум го завршил, тек навлегувам во него, тоа е Истер се вика, Великден. Најмаркантното дело на Даневски, фреско живописот во црквата Свети Димитрија Солунски, е насликано на површина од 600 метри квадратни во комбинација со 24 каратно злато. Градските татковци на Марка ја сметаат црквата Свети Димитрија Солунски за извонредно важен културен споменик на градот. Уметникот Даневски исто така е автор на фреско живописот во соборната црква Свети Климент Охридски во Скопје, како и на истоимената најстара и најголема македонска црква во Торонто, како и други цркви во Македонија, Соединетите Американски држави и Канада. Замислувањето желби и месењето погача со 9 намирници се суеверија поврзани со празникот Свети Фанури, што православната црква го празнува на 9 септември. Свештениците апелираат да не се верува во таквите суеверија. Бидејќи светецот исполнува желби, на тој ден треба да се замислуваат, а исто така да се меси погача со 9 намирници во неа, затоа што празникот се слави на 9-тиот ден од 9-тиот месец. Тоа се суеверијата поврзани со денешниот празник посветен на Светиот Фанури, светец кој се смета за заштитник на учениците и за кој свештениците апелираат да не се верува во таквите и слични суеверија. Околу овој празник има еден куп суеверија, некои обичаи кои што не се во склоп со православната традиција, во практика денес се месат некои погачи, постои некој верување дека морало да има со 9 намирници, што апсолутно е неправилно и неточно, а исто така доваѓаат со верување на овој ден замислуваат желби, што апсолутно не е точно, бидејќи во црквата не се замислуваат желби и таквото замислување се коси со обичаите и со преданието на Светата црква, туку доколку имаме некоја желба, потреба, треба ние молитвено да пристапиме и да просиме од Бога благослов и допуштање нашата така наречена желба да биде исполнета. За Светиот Фанури не се знае многу, затоа што е изгубено неговото житие. Не се знае од каде доаѓа, кои му биле родители, во кое време живеел и кога пострадал. Само се знае дека агарјаните кога ископувале на место дека имало црква која била делумно затрупана во урнатини и копајќи по храмот наишле на многу свети икони. И сите биле распаднати, но само иконата на Свети Фанури била целосна и неоштетена и уште повеќе изгледала како да е зоографисана многу скоро. Голем црковно-народен собир се очекува да се одржи и годинава на црквата посветена на Свети Јован Обсечен во Горни Подлог. Со литургијата ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички Иларион. Голем број верници секоја година се собираат на 11 септември, кога се одбележува празникот посветен на отсекување на главата на Свети Јован Крстител. На литургијата и годинава се очекува присуство на митрополитот Брегалнички Иларион во сослужение со свештениците од Брегалничката епархија. Патронот на црквата го слават верници од повеќе градови од државата. Секоја година после литургијата црковниот собир е збогатен со музика, песни, ора и осветена манастирска вечера, за која што подготвуваат поголем број казани.
Инаку манастирот во Горни Подлог постои долги години, а од неодамна беше реновиран. Од одборот на манастирот ги повикуваат сите православни верници да бидат дел од собирот кој ќе се одржи на 11 септември кога се чествува празникот. Денот на отсекувањето на главата на Свети Јован Крстител меѓу народот се смета за голем празник, кога не се работи и е строг пост. Според православниот бележник, главата на светецот ја пресекол Ирод Антипа, синот на постариот Ирод, за да удостои една танчерка по име Салома, која ја побарала главата на Свети Јован. И за крај спортската информација. Одржано 10-то јубилејно издание на фудбалскиот турнир за пионери во организација на фудбалскиот клуб Кочани. Вардар ја потврди добрата работа со младите категории и забележа убедлив триумф на турнирот во Кочани. На стадионот Никола Мантов се одржа овогодишниот 10-ти јубилеен турнир во фудбал за пионери во организација на фудбалскиот клуб Кочани. Годинава наменет за генерацијата фудбалери родени 2001 и 2002 година. Учествуваа 4 екипи: Кочани, Слог 934 Виница, Каменица Саса од Македонска Каменица и Вардар од Скопје. Турнирскиот систем се состоеше од 2 полуфиналиња, надпревар за трето место и финале. Овај турнир е ова година организиран за фудбалери генерација родени 2001 и 2002 година. Награди се предвидени за прво, второ и трето место се обезбедени по еден пехар, скромни пехари, скромни награди. Имаме најдобар голман, најдобар стрелец и најдобар фудбалери исто така како награди и благодарници за учество на клубовите и на поддржувачите на овој турнир. Во првиот полуфинален надпревар, домакинот Кочани ја совлада Каменица Саса со 4:1 по изведувањето на пенали, откако во регуларниот дел надпреварот заврши 3:3. Во другото полуфинале, фаворитот Вардар забележа победа против пионерската екипа на Слог 934 со резултатот 2:0. Во попладневниот термин, во малото финале, Каменица Саса славеше победа над Слог 934 со резултат 4:3, додека во финалето Вардар го збриша домакинот Кочани со резултат 5:0, полувреме 3:0. Најдобар стрелец на турнирот беше Јован Манев од Кочани. Наградата за најдобар голман му беше доделена на Роберт Манасиев, додека признанието за MVP му припадна на Хардин Речица од екипата на Вардар. Овој турнир за пионери се роди пред точно една деценија, веднаш по формирањето на фудбалскиот клуб Кочани. Временски коинцидира со денот на ослободувањето на Кочани и денот на независноста на Македонија, што е непосреден повод за неговото одржување. Почитувани, тоа беа подготвените содржини за овој издание на вестите. Ви посакувам пријатна вечер.